Почнуваме со вестите. Логопедите се дефицитарен кадар во штипските основни училишта, но и во градинките. Во Штип има само 3 вработени логопеди, 2 од нив работат со првооделенчињата, а само 1 со дечињата од предучилишна возраст. А со оглед на тоа дека правилно говорење се учи уште од мали нозе, време е надлежните да вработат повеќе логопеди. Само 3 логопеди се грижат за правилното зборување на 5500 деца, кои учат во основните, но и во 2 детски градинки во Штип. Овој број е доволен показател дека логопедите кои се и најпотребни во образовниот процес се уште се дефицитарен кадар. Според податоците, околу 80% од децата во градинките имаат проблеми со говорот, а во основните училишта овој процент достигнува околу 30%. Загрижува податокот што само на ниво на 4000 ученици кои што одат во редовна настава во основните општински училишта, имаме ангажирано само во 2 училишта логопед, а тоа е во основното општинско училиште Гоце Делчев и основното општинско училиште Ванчо Прке. Додека пак според информациите што ги добивме од градинките, само во детската градинка Вера Цидивира Трена имаме ангажирано логопед. Дека училиштата имаат потреба од логопеди потврдуваат и од локалната самоуправа. Пред известен период имаше најава за примање на таков кадар, но истата не се реализира. За полека да се елиминира проблемот, се размислува во училиштата и градинките да се вклучат волонтери логопеди. Ние како одделение за образование можеме да дадеме единствено поддршка да работиме со ваков тип на проблеми, меѓутоа ние ја поддржуваме, тоа е сепак одлука на владата на Република Македонија, на Министерството за образование, Министерството за економија, кои што и финансии, кои што директно ја кроат и економската и финансиската политика во државата. Да. Постојат повеќе проекти, општинско корисна работа е еден од тие проекти каде што се вклучуваат лица неангажирани, се вклучуваат во работењето и во испомош и односно помагање во третирање на ваквите проблеми. Како најчести појави кои се детектираат се пелтечењето, неможноста за изговарање на буквите Р, С, Ш, како и проблемите во пишување и читање. Проблемот со говорот се должи на постојаното седење пред компјутер, но и на малената конверзација помеѓу децата и родителите. По македонска каменица, проби Штип и Штип и градот Виница ќе добие покриен градски пазар. Пожарите земаат жртви, надлежните апелираат за силени кампањи на терен и вклученост на институциите за унапредување на превенцијата и едукација на граѓаните за опасностите од пожари и други елементарни непогоди. 2 нестрекни случаи во кои изгореа луѓе. За само една недела 2 мажи беа жртви на огнената стихија. Едниот 80, другиот 62 годишен. Пожарот во кој страдаше старецот во Свети Николско, настанал поради неисправната електрична инсталација, покажа увидот на надлежните. Второто јагленисано тело го пронајдоа пожарникарите по гасењето на пожарот во бараката во Кучани. Живеел сам во субстандардни услови. Имаат ли надлежните одговорност за ваквите случаи во кои страдаат човечки животи? Често од жртвите се од социјално ранливата категорија на граѓани, оставени сами на себе, корисници на социјална парична помош. Услови никакви. Нема струја, нема ништо. Викаше онекна, вика социјална, да земам, вика леп да земам, земална социјална, не знам. Дали едукацијата затајува на терен, превенцијата од пожари е најсигурна заштита. Пожарите во зима стануваат разорни и опасни. Плински боци, вклучени греалки, неисправна инсталација, неисчистени оџаци се најчеста причина за пожарите, а факторот човек е оној кој од невнимание го пали фитилот. Најчест причинител за пожарите на објектите и на отворен простор е човечкиот фактор. Невниманието на човечкиот фактор. Програмите на надлежните предвидуваат сет мерки со кои може да се намалат опасностите од пожарите фатални по човечкиот живот, но се бара и вклученост на институциите.
за намалување на жртвите од ранливите категории на граѓани, особено категоријата постари граѓани. Потребно е сите субјекти вклучени во системот за заштита и спасување, а особено единиците за локална самоуправа, територијалните противпожарни единици, Министерството за труд и социјала, Дирекцијата за заштита и спасување и други да продолжат заеднички да работат на унапредување на превенцијата во смисол на едукација на овие категории граѓани преку спроведување на соодветни обуки, кампањи, работилници и слично, и постојано информирање за опасностите од природните непогоди и други несреќи и постапување во случај на нивно настанување, велат надлежните од Дирекцијата за заштита и спасување. Во Светиниколското село Богословец во пожар изгоре маж, на нива во Виничко Јакимово се запали старец. Старица изгоре во селото Горни Подлог Кочанско. Вчерашниот фатален исход од пожарот во импровизираната барака ја однесе четвртата жртва за 6 месеци во општините на истокот. Може ли Штип да се ослободи од политичките графити и вандализмот? Јавните површини им припаѓаат на сите, без оглед на партија, етникум или вера. Графитите со недолични пораки. Повторно се грд декор на Штип. Реакцијата од општина Штип држи место. Општина Штип уште еднаш укажува, без оглед дали се работи за власт, опозиција, граѓански сектор или индивидуалци, уништувањето на јавните добра е недозволиво. По кој знае кој пат повторуваме дека ѕидовите не се место на кое треба се води политика, постојат институции во кои се води политика и се дебатира. Пишувањето на графити со политички содржини на јавни површини и порано и сега е недозволиво и некоректно. Ако се знае дека претходно локалната самоуправа потроши многу пари и боја да ги обои ѕидовите, ние повторно ќе ги санираме штетите и се надеваме дека чкртањето под зидовите ќе престане. Уште еднаш апелираме сите да се воздржат од вакви активности и да не дозволуваат да се уништуваат јавните површини. Тие им припаѓаат на сите нас, без оглед на партија, етникум или вера. Пешачката патека позади Исарот е јавно добро, а не место за вандализам. По кој знае кој пат реагираме за уништувањето на клупите и канделабрите на пешачката патека зад Исарот, која користат сите. За жал, поединци не го делат општиот став и продолжуваат со вандализам на патеката, уништувајќи без причина се она што во јавноста веќе долго време се посочува како позитивно за сите нас. Повторно се уништени неколку клупи и канделабри, а уште рано утринава екипи на ЈП Исар ја санираа штетата. Сепак останува фактот дека продолжува уништувањето, што воопшто не е добра работа и тоа мора да престане. Се поставува прашањето ке може ли конечно Штип да се ослободи од вандализмот. Одговорот е кај одговорните институции. Со европски пари од 5 милиони денари се реконструира најфреквентната улица во Пробиштип. Рокот за реконструкцијата е 6 месеци, а жителите на 11 октомври ќе добијат нов асфалт, тротоари и атмосферска канализација. Во Пробиштип се реконструира улицата 11 октомври, една од најфреквентните улици во градот. Градоначалникот Тони Тоневски вели дека средствата од околу 5 милиони денари се обезбедени како донација од европските фондови. Комплетно поставување на нов асфалтен слој, нови вичњаци, нови тротоари во ширина од двете страни на улицата со ширина од 1,5 метар, како и поставување на атмосферска канализација. Планирано е на улицата 11 октомври да се постави ново улично осветлување со 14 канделабри на кои се инсталираат енергетски штедливи светилки. Жителите се задоволни што се инвестира на нивната улица. Све што се згради, све убаво. Све убаво. Долго време. И овој за да се осечат гранките, ќе се подмлади. Рокот за реализација на овој инфраструктурен проект е 6 месеци. Минатата година општина Пробиштип на оваа фреквентна улица инвестираше во реконструкција на фекалната канализација. Две нови книги од писателката Лила Арсова ја збогатија детската литература. Критичарите коментираат дека се помал е бројот на писатели кои создаваат за најмладата публика. Сончева трпеза и приказника и воденичарските камења од Лила Арсова се новите две книги кои од денески се нудат на најмладата публика. За жал, во време кога технологијата го покорува светот, пишаниот збор наменет за децата се запоставува, сметаат критичарите. Според нив, од голема важност е за македонската книжевност пишување на литература со која ќе се едуцираат најмладите.
она литература што книжевната критика запоставува или не е присутна во тековите и резултатите на современата македонска литература, но низ призмата на критиката. Еве потврда дека литературата не признава поделба според возраста на читателите, постои само подобра или полоша книга. Сончева трпеза е книга во која се објавени драмски текстови, кои во воспитно-образовниот процес лесно може да се драматизираат. Нивна цел е, појаснува Арсова, на децата полесно да им се укажува на моралните вредности на кои се темели општеството. Драго ми е што децата ќе можат, да ја видат книгата, затоа што во неја има доста едукативни драмски текстови, наменети на возраст од најмалите па и за возрастните, можат на приредбите и во секојдневната настава да имаат многу интерактивни содржини кои што можат да ги обработат и ќе им послужат на сите. Инаку денешната промоција е дел од програмата на Штипската библиотека Осмомартовски денови, во која е предвидено промоција на жени писателки. Виница годинава ќе гради покриен градски пазар. Во првата фаза се очекува да се инвестираат околу 500.000 евра, а ќе се покријат 3000 метри квадратни. Вакви покриени градски пазари имаат Пробиштип, Македонска каменица и Штип. Виница годинава ќе добие затворен градски пазар. Градоначалникот Емил Дончев вели дека постапката за изготвување на документацијата и промена на деталниот урбанистички план ќе трае околу 3 месеци, пошто ќе следи распишување на тендерската постапка. Се очекува оваа инвестиција да чини околу 500.000 евра. Изградбата на затворен пазар во Виница веќе е во почетна фаза, се работи на деталниот урбанистички план и на техничка документација. Ќе биде проект кој што ќе го обележи следниот период. Донче вели дека затворениот градски пазар ќе се гради на местото на стариот пазар во Виница, кој е со површина од 6000 метри квадратни. Предвидено е во првата фаза од проектот да се покријат 3000 метри квадратни, со што виничани, но и земјоделците и трговците ќе имаат современи услови за купување и продажба на своите земјоделски производи. Дури 6 кривични пријави само во еден ден поднесе секторот за внатрешни работи Штип. 2 се против малолетно лице, 2 пријави за противправно лишување од слобода, 1 за силување и 1 за напад на медицинска сестра. Малолетниот разбойник што нападна полицаец е познат и на службата за имотни деликти. 14-годишното момче му го украл паричникот на Штипјанец на улицата Черења, како што информираат од полицијата, во кој имало 300 евра, а кој сопственикот успел некако да го врати назад. Со известувањето кое СВР Штип го достави до јавниот обвинител, малолетникот е осомничен дека сторил 2 кривични дела. Поднесено известување против малолетно лице на возраст од 14 години поради постојање на основано сомнение за сторено кривично дело спречување службено лице при вршење на службени работи. Против истиот малолетник поднесено известување поради постојање на основано сомнение за сторено кривично дело кражба. Користејќи невнимание на оштетен граѓанин од Штип, од неговата ташна која носел на рамото, одзел паричник во кој имало 300 евра и околу 12.000 денари. Кривичниот полицијата за противправно лишување од слобода заработија 28 годишен Штипјанец и 24 годишен турски државјанин, студент на Штипскиот универзитет. Двајцата се осомничени дека своите девојки противправно ги држале заклучени во соба и психички и физички ги малтретирале. Кривична за силување заработи 41 годишен Штипјанец, кој на 10 февруари насилно ја облюбил девојката со која бил во врска. Дошол кај неа на гости и ја заклучил собата. Пријавениот со употреба на физичка сила ја нападнал, а потоа и насилно извршил облјуба над оштетената. Шестата кривична пријава што ја поднесе СВР Штип е против 55 годишниот Штипјанец, кој на почетокот на февруари предизвика инцидент на нервното оделение во Штипската клиничка болница. Незадоволен од пружањето на здравствената услуга на неговата сопруга, која била хоспитализирана на оделението, вербално и се заканил на медицинските сестри, од кои едната побегнала на балконот, со што им ја загрозил безбедноста. Кривичната пријава за него гласи напад врз здравствен работник и здравствен соработник при вршење на здравствена дејност.
Дождот не ги спречи Штипјани и овој петок да си појдат на градскиот пазар и оттаму да се испазарат се што им е потребно за дома. На градскиот пазар во Штип денес богата понуда, а цените на производите слични како и претходниот петок. Сепак пазарджиите задоволни од прометот. Лимончето е 70 денари, бананата е 60, јаболко 30 денари, портокала имаме 50, 3 за 100. Кива 70, јаготка 150 канче, круша 120 денари, цитроно е 60, краставичка имам кочанска 120, патлиџана 80 денари. Спанаки има 30-40, марулата е 20 денари, блитвата е 20 денари, гравче имаме 100 и 120, зелка 30 денари парче, пролетна убава, компиро е 25 и 30, младо крумитче 10 денари, 15 денари, лукчето младо 15 денари, цвекло 30, морков 40, цитроно, кажаме ананаса 100 кило. Штипјани велат, на градскиот пазар цените пристапни за секого понешта, а изборот одличен. Салата, това воше, Цените како? зеленчук. Стандардно, пристапач. Денеска е тоа се јаде пролет. Лукче, крумитче, тие се работи за пролет да крвта не се подобра, стањето да не се стабилизира. Се има и се е убаво и може да се купи. Денес на Штипскиот пазар најмногу се трошеа актуелните производи за овој период од годината, но интерес за здрава храна постојано има. Кинеска салата е 50 денари од парче, крумичето е 15, луко е 20 денари од врзанка, спанаки е 30 денари, блитвата 20, може и 2 за 30 даде. Броколата ми е фолиска, околу 110 денари кило доаѓа. Ѓумбур имаме 200 и 100. Морков 30, цвекло 30, дајкано од 40 до 20 парче. И родоквата 40 денари кило. Денеска броколта е 30 денари од парче, кило е 70 денари, имаме зелкичка 20 денари и спанакиот е 30 денари. Раздвижено на градскиот пазар во Штип беше во текот на целиот ден. Во делот за спорт одбојка. Одбојкарите на УГД Студент утре сабота ќе гостуваат на лидерот на праволегашката табела, екипата на Пробиштип, додека женската екипа на УГД Студент над преварот со Јанта Волеј ќе го одигра во среда во Штип. Утре сабота ќе се одиграат одбојкарските надпревари во рамките од 10-тото коло на машката и на женската Суперлига на Македонија. Момците на УГД Студент од Штип ќе гостуваат на лидерот на табелата екипата на Пробиштип. Еве ги комплетните двојки за оваа 10-то коло мажи. Лирија Борец, Струмица Лешок, Шутова Вардар и Пробиштип УГД Студент. Во надпреварите од женската Суперлига на Македонија, надпреварот помеѓу екипите на УГД Студент и Јанта Волеј наместо во сабота е поместен и ќе се одигра во среда во Штип. Еве ги комплетните двојки за оваа 10-то коло. Македонија Макс, Универзитет Тетово, СВСК Куманово, Наковски Волеј, Пелистер Волеј, Бами Кор и УГД Студент Јанта Волеј.